Може ли од сега да живеам со вас? Дојди, Керко, дојди внатре. Дојди, злато. Се извинувам. Дојдов вака ненадејно, ама... Како така зборуваш, Ѓулен? Ова е твоја куќа. Може да дојдеш кога сакаш. Но душо, што ти е? Што ти се случи? Мамо... Каде останавте? Никако да влезете. Што е? Ѓулен дошла. Да ве запознам. Сестра ми Ѓулен. Ѓулен, ова е сестра му на Каан, суде. Значи вие сте Ѓулен. Мило ми е. И мене. Девојки, вие причекајте ги гостите. Ние ќе дојдеме. Добро? Само да се средиме малку. Ајде. Ова е девојката од планина? Многу била убава. Не ме ни послуша. Се качи во такси и отиде. Не помислив дека ќе не прислушкува. Ај, Господе. Се извинувам, Енген. Верувај, јас не сакав на овој начин да дознае. Не го познава градот. Каде ќе оди сега ноќе? Каде има да оди? Кај мајка и секако. Не грижи се. Почекај малку, нека се смири, потоа јави се. Да. Кај мајка и отидена. Да. Во врска со Фиген ли е? Од каде знаеш ти? Не знам јас ништо. Интуиција. 2 години биле заедно. Татко ми понудил брак, заради тоа сме дошле во Истанбул. А татко ми рече дека доаѓаме за да бидеме заедно со вас. Не плаче, што има толку да се јадосуваш за ова? И ако се ожени, нема да го изгубиш татко ти. И јас веќе го изгубив. Што значи тоа, Ѓулен? Можно ли е такво нешто? Никој не може да го засеме твоето место. Не разбираш, мамо. Не се работи за тоа што ќе се ожени. Туку за тоа што ме излажа, мамо. Татко ми. Човекот во кој најмногу верувам, во кој имам најмногу доверба, ме излажа мене. Најдоверливиот човек. Мамо, немој погрешно да ме разбереш. И ти многу добро знаеш што сакам да кажам. Знам, Керко. Може секој да ме излаже. Но татко ми? Во што ќе верувам сега јас во животот? Ако размислиш малку, не може да се каже дека татко ти излажал. Мамо, те молам, не се обидувај да го оправдаш. Како што се гледа, сега си многу лута. Прво смири се малку. Да разговараме за ова подоцна со смирена глава, може? Опушти се, мила. Ова е твој дом. Сите сме среќни што те имаме. Каан? Нели ти не беше сериозен кога рече да не брзаме со свадбата, синко? Сериозен бев, мамо. Нема потреба толку да се брза. Сине, се знае по кој пат сме тргнале. Какво значење има ако должиме? Ти не го гледај татко ти што те охрабрува да правиш тоа што сакаш. Ние си датовме спор и ќе биде срамота ако не го одржиме. Не реков да не го одржиме, мамо. А и Ѓоркем не ме притиска колку ти. Добро ни е вака, добро ни е. Нам не ни е добра, сине. Колку повеќе се одолжува, толку е полошо. Да направиме свршувачката што поскоро. А и ти, душо, среди се го животот. Што мислиш, ќе најдеш подобро од Ѓоркем во нашата средина, а? Ете, јас сум подготвен. Охо. Ај, мојот убав син. Добро вечер. Добро вечер. Не доцнам, нели? Не. Дојде токму на време. Штом сте сите тука да излегуваме, ајде. Почекај, сине. Ами зошто толку брзаш? Брат ми изгледа многу се возбудил, чичко Еркут. Изгледа многу му недостига девојката. Ајде. Ајде. Ајде, Одине. Што ли се случило и зашто дошла во ова време? Не знам. Не разбравме, господјо Леман. Ништо не ни кажа. На крајот господин Енген успеа и неја да ја натера да побегне.
Што и да е проблемот, не се доаѓа вака ненадејно. И ние сигурно си имаме некакви планови. Голема непромисленост. И што ќе биде сега? Навистина ли од сега ќе живее со вас? А не, душо, не верувам, не. Уф, баш го погоди денот, алал да е. Мамо, се затворивме во собата. Сега и Ѓуркем ќе се загрижи. Секако ќе се загрижи. Ајде да слеземе да те види. И таму ќе се израдува што ќе живеете во иста куќа. Ај на баба ти многу и не достигаш. Потоко сакаш излези. И мене ми не достига. Но јас сега изгледа и вашиот план го расипав, а? Така ли е? Како да спомна дека ќе имате гости? Не, мила. Ке дојде господја Сена со семејството. Зато имав малку работа. Но ако тие не се непознати. Ајде реков. Не треба да се срамиш. Во твојот дом си. Ајде, душ, дојди. Ајде, мила, ајде. Уф, каде се задржаа? Што знам, ќе дојдат кај да е. Види, мамо, кој дојде? Бабо! Муа, муа. Добре дојде, Ѓулен. Леле, колку си се променила. Многу си пораснала. Но ти секогаш си иста. Исто како да не поминало толку време од кога не сме се виделе. Како успеваш да останеш толку млада? Не, душа, како млада. Повторно здраво. Не ми замерувајте за начинот на кој се запознавме прв пат. Не, мила, нема зашто да ти замерам. За доцнија гостите. На пат биле, кај да ќе стигнат. Ѓорке, во меѓувреме однесе Ѓулен во незината соба. Малку да се одмори, да се прибере. Добро ќе биде. Ајде дојди. Благодарам. Ако ми дозволите. Јас сум за се виновен. Требаше да ја кажам на време. Не требаше да дозволам да дознае на овој начин. Кој знае во каква состојба е. Доста се обвинуваш, Енгин. И таа е факултетски образована возрастна девојка која знае што е што. Не е дете па да не може да си го сподели татка си. Немој погрешно да ме разбереш. Не дека и замерувам што ти е посветена. Напротив. Знаеш, секогаш ми се допаѓаше вашиот однос. Ти кажувам за да не се грижиш толку. Малку да размисли, ќе свати дека не треба толку да го преувеличува ова. Ќе видиш. Ѓорке, ќе погледнеш ли зошто не слезе Ѓулен? Ѓулен тука ли е? Кога дојде? Ајде со среќа нека е. А, навистина, а од каде излезе таа? Со среќа нека е. Благодарам. Мамо изморена била. Сакала веднаш да си легне. Не била гладна. Како тоа не била гладна? Не може така. Нихан, немој да тираш девојката со сила. Не сакала да дојде и тоа ти е. Ајшен, ќе викнеш ли Ѓулен, те молам? Веднаш, господја. Значи, конечно ќе се запознаеме со популарната Ѓулен. Да. Популарна? Ами нашите момци не престана да ја споменуваат. Па нормално и нас не заинтересира. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Кирко. Еве, ова е мојата друга ќерка Ѓулен. Добре дете, Ѓулен. Добро ве најдов. Добре дојде. Добро те најдов, Атакан. Ѓулен, господја Сена и господин Еркут. Мајка му и татко му на Каан. Мило ми е. И мене, Керко. Мило ме, Кирко. Бога ми, господја Нихан, и двете ќерки ви биле која од која поубава. Господ нека ги чува. И мајка им е многу убава, миличок. Ви благодарам, ми ласкате. Ве бара господин Енгин. Извинете. Молам, Енгин. Дојде ли тамо Ѓулен, Нихан? Да. Не тревожи се, тука е. Малку се расправавме. Не кажа ништо и замина на брзина.
Ми кажа, многу е тажна. И мене ми е многу жал, Нихан. Може ли да разговарам со неја? Нека помине ноќ, Венгин. Остави ја малку да се смири, да се прибере. Јас всушност се обидов да те предупредам за ова. Нихан, те молам. Последно што сакам да слушам е да речеш јас ти кажав. Добро, ти си знаеш. Сега мора да прекинам. Имам гости. Подоцна ќе се слушнеме. Не разговараше, нели? Ти реков да почекаш, Енгин. Немој веднаш да навалуваш. Сакам малку да останам насамо. Каде одиш, Енгин? Енгин? Извини. И ова значи дека дефинитивно се селиш во Истанбул. Така некако. Не можам да стигнам до салатата. Ќе ми ја подадеш? Ѓулена, што ќе биде со ветеринарството? Мислам да продолжам. Ќе барам работа овде. Ветеринарка си, значи. Си избрала погрешна професија. Нели е тешко да се занимаваш со крави и овци? Не знам. Мене не ми е тешко. Бидејќи јас ги сакам животните. Па што чекаме? Да наздравиме за соединувањето на сестрите. Јас одам. Ако ме бараш дома сум. Фиген, те молам прости ми за денеска. Јас поинако го замислував сето ова, но... И јас не сакав да биде вака, Енгин. Довидување. Штом Ѓурен толку убаво ве нагости во Гојнок, сега и вие треба да нагостите овдека. Ке се реваншираме, Чичко Еркут, не грижи се. Нема зашто да се реваншираат. Секако дека Ѓулен ќе направи се за да ги пречека моите пријатели, така ли е? Ѓурке ми има право. Мене тоа ми беше задоволство. Деца, оставете ги настрана спомените од патувањето. Ако сакате да преминеме на главната тема, ако јас не се лажам, вечерва се собравме за да го одредиме датумот на свршувачката. И јас велам повеќе да не ја должиме ова работа, господјо Леман. Да се најдеме утре и да поразговараме што ќе правиме. Добро ќе биде, Сена. Утре попладне ќе дојдам кај тебе па ќе разговарам. Мислам дека следниот викенд може да ја направиме свршувачката. До тогаш ќе ги направиме сите подготовки и нема потреба повеќе да се одолжува таа работа. Што велиш ти, Каан? Ако брзаме, можно е да не достига нешто. Мислам дека тоа на Ѓуркем нема да се допадне. Мислам дека можеме да почекаме. Што велиш, Ѓуркем? Свршувачка? За 2-3 дена може да завршат сите подготовки. И мене ми одговара следниот викенд. А во тој случај работата е средена. Се прашувам по толку време, зашто ли дошла така ненадено оваа Ѓулен? И јас не разбрав. Изгледа се скарале со таткој. Ама мене таа ми изгледа малку несмасна, нели? Се уште не знае како треба да седи и да станува. Девојката пораснала по ридови и планини. Леле, кукава разлика има во начинот на гледување. Потребни се 1000 сведоци за да се рече дека и двете се керки на Нихан. Погледни ја Ѓоркем, погледни ја неа. Леле, Енгин ја запустил девојката. Срамота. Секако. Ѓоркем сјаеше покрај неа. А изгледа малку беше и препотентна. Ај, господе. Зошто толку ја критикувате девојката? Ете, напротив, мене ми изгледаше многу искрена, многу мила. Се согласувам, тату.
И јас мислам дека Ѓулен се однесуваше непосредно. Ај, ама не може човек да ве разбере вас мажите. Шите Господ, зборуваме за различни работи. Девојката е неиживеана. Барем да не се пресели кај нив, па да не морам често да ја гледам. Аман. Ај. Што сега? Ѓулен ќе престојува во собата на татко ти покојниот? Да, мамо. Не може таа да остане во таа соба. Најди друго место. Реков таму ќе остане, мамо. Да не должиме. Јас легнувам. Лека ноќ. Bir yerlerde parça parça yürekler var. Habersiz birbirinden ayrı ayrı yaban ellerde. Ne yazık yaşanmamış hayaller var. Candan öte, canından öte, sevince anlar insan, sevdiğimi bir anlasan. Çok susuzum, yağmur olsan, bir ömür yağsan. Candan öte, canından öte, sevince anlar insan, sevdiğimi bir anlasan. Çok susuzum, yağmur olsan, bir ömür yağsan. Candan öte, canımdan öte, sevince Добро утро. Добро утро, бабо. Добро што дојде. Вчера не можевме да останеме насамо, не се видовме како што треба. Ѓулен душо, не сакам да ти ја расипувам удобноста, ама што медно време ќе бидеш со нас, ако не ти пречи. Дојдов да ти ја сменам собава, каде што спиеше. Оваа соба е многу посебна за мене. Ова беше собата на дедо ти покојниот. Немој погрешно да ме разбереш, нема да ми се налутиш. Не, како може? Всушност, јас не сакам да ви го нарушувам редот. Мене не ми пречи. Јас секаде можам да спием, навикната сум. Добро утро, мамо. Дојде да си ја видиш внуката, нели? И тоа, а и дојдов да ја покажам незината нова соба. Мамо, разговаравме за ова. Душо, кога ја објаснив ситуацијата, и таа го прифати тоа со разбирање. Таа не ни е тугинка. Да, мамо, за мене нема проблем. Ајде, бабо, ми интересира мојата нова соба. Тогаш дојди, мило, да ти ја покажам. Ајде. Ете, ки ти ја средиме оваа соба. Немој сега да гледаш што е вака растурено. Го користевме местово како депо, бидејќи не ни требаше. Кога ќе ги изнесат сите работи, ќе се отвори место. А и креветот е многу удобен, креветот на Ѓорѓе. Мамо, нема потреба, зашто да отвараме работа? Горе веќе има празна соба. Мамо, реков нема проблем. Јас сакам да средувам вакви места. Веќе се навикнав за оваа работа, селејќи се од место во место. Ки имам и занимација. Ако направам некои измени, нема да ја препознаеш собава. Ете, гледаш, ќе ја разубави собата, ете. Добре дојде. Добре најдов, душо. Повторно се извинувам за синоќе. Прв пат се караме со Ѓулен. Никогаш досега не сум ја натажил. Затоа не знае што правам. Инаку не сакам да те повредам. Знам. Ти благодарам за разбирањето. Ингин, јас решив да се омажам за тебе. Да бидам покрај тебе и во добро и во лошо. Нема да се предадам лесно. Мила, ти благодарам. И тебе. Јас одам да ја земам Ѓулен, но пред тоа сакав да наминам да те видам. Ингин, дали помислиш што ќе биде ако не ни дозволи Ѓулен да се земеме? Доцна, Фиген. Сега морам да одам. Подосна ќе се видиме. Ќе те побарам. Довидување. Довидување.
Мамо, што разговаравме ние вчера? Што ако остане во гостинската соба? Што ќе прави во таа малечка соба? Собата што ти ја нарекуваш гостинска беше соба на твојот покоен татко. Мене ме засега како ќе се користи. А и керка ти е задоволна? Зошто ти се мешаш сега меѓу нас две? Ајде, разбуди се, спанке. Пладне е. Ајде си оди денот. Што е, бе? Ѓулен, што правиш вака рано наутро над главата моја? Ми исплаши. Вака ли се буди човек, ма? Се извинувам. Ова ни е прво утро, па помислив заедно да појадуваме. Не помислив дека ќе да вознемирам. Добро, овој пат ти простувам. И ти не ми замерувај. Но ако се разбудам рано наутро, многу сум агресивна. Те молам уште еднаш не будиме во ова време. Прости. Да не те вознемирувам веќе, подоцна ќе се видиме. Ќе дојдам попладне. Добро. Добро утро. Добро утро, мама. Добро утро, Керка. Отидов да ја разбудам Ѓорке, но... Да, не сака да се вознемирува во ова време. Така било, ми кажа. Нема никогаш повторно да ја будам. Ѓулен, не сакав сина ќе да не валувам, но мора да разговараш со татко, ти знаеш, нели? Ѓулен, види, не може вака со бегање. И татко ти е многу тажен што те повредил. Мамо, ја разбирам твојата добра намера, но јас немам што да разговарам со него. Има право. Што може да се разговара со оној тврдоглав човек? Јас на времето кажав, реков дека не е правилно да остане со него. Но сепак добро издржа девојчето толку години. Господи Нихан, па да те подготам во дворот. Ајде тогаш. Господи Боже, кој може да е сега во ова време? Дојде господин Енгин. Јас одам во собата. Те молам. Те молам. Ѓулен? Ѓулен, те молам. Ајшен! Што е со тебе ова сабајле? Извини. Аман. Ајшен! Не ти беше доволно што ја влечкаше керка ми по ридови и планини и не беше вистински маж. Сега и ова и го правиш. Кога почнуваш да зборуваш за праведност и честност и нема рамен, значи ова било твојата честност. Честноста на господинот, срамота. Јас тие работи сигурно нема да ги научам од вас, господјо. Не сум дојден овде да се расправам со вас. Мамо, Енгин ве молам, не почнувајте повторно. Не е време за тоа. Добро, и онака јас си одам. И воопшто немам намера да го трпам ова негово дигнато однесување. Воопшто не се сменила. Малку беше загрижена, не и замерувај. Дојдите, молам. Со среќа нека е. Ке си се женил. Михан, не дојдов овде да разговараме за тоа. Дојдов да ја земам Ѓулен. И ти го биде незиното однесување. Сигурно нема силум да ја одведеш. Дај малку време. Се чувствува измамена. Сега е многу чувствителна. Со време ќе свати, па ќе омекне. Така велиш? Но не можам да ја оставам, не сум спокоен. Знаеш дека овде е безбедно. А јас малку ќе се израдувам со керка ми. Сообраќајот во куќава е многу густ. Тато? Добре, дојде. Здраво, Кирко. Дојде Ѓулен да ја земеш? Ѓулен некој време ќе остане со нас, Ѓорке. Добро тогаш. Добро, за ова ќе разговараме подоцна. Енгин, да не те задржуваме и тебе. Не грижи се воопшто. Никој нема да ја наведе Ѓулен против тебе. Ни мајка ми. Добро. Тогаш подоцна ќе дојдам. Довидување, Кирко. Пријатно, тато. Да те испратам.
Отиде ли? Отиде. Седни овде. Уште колку мислиш да се однесуваш вака, Ѓулен? Тој ти е татко. Да. Еден татко кој 2 години ме залажувал. Нели си малку неправедна? Тој те сака повеќе и од самиот себе си, знаеш. Многу има направено за тебе. Види. За да те одгледа, тој долги години не ни помисли да се ожени. Но ти веќе порасна. Стана голема девојка. Тој одговорностите кон тебе ги изврши повеќе од што е потребно. Нели и тој има право да се ожени? Мамо, јас не се лутам што ќе се жени, верувај. Не се лутам за тоа. Наместо да крие, тој требаше да разговара со мене уште од почетокот. Планираше 2 дена пред свадбата да ми испрати покана. Види, не велам дека немаш право, но обиди се да се смириш и да ги видиш работите од негов агол. Сигурно чекал некој погоден момент. Сигурно не знал како да ти го каже тоа. Немој, мамо. Како не нашол пригода? Сепак не е во прашање кратко време. Добро. А што би направила ти? Ако некој во кого имаш голема доверба, те лаже 2 години, гледајќи те во очи? Можеш да замислиш? Не ми одговори. Не ми даде одговор. И што можел да каже од една страна ти, од друга страна ќерка му, мислиш лесна одлука е? Не зборуваме ние за мало дете. Како татко можеше малку построго да реагира. Возрасна девојка е, мора да покаже разбирање. Толкава разгаленост. Па, ако сакаш да се омажиш за овој човек, не и се спротиставувај на девојката. Ако влегуваш во конфликт со девојката, биди сигурна дека ти ќе бидеш губитникот. Ама ако направиш малку политика, работата ќе ти биде многу полесна. Додека се омажиш, однесувај се добро кон девојката. Потоа прави како што сакаш. О, нарно нека ја такан. На што се должи оваа расположеност? Твојата свирка се слуша дури од надвор. А времето е убаво, бате. Добро, да си речеме дека ќе ти верувам. Што значи сега ова? Ништо. Слушај што ќе ти кажам. Ќе се јавиш на Ѓулен денеска? Не, зошто да и се јавам? Девојката само што дојде во градот. Не треба ли некој да ја помогне? Како така? Девојката сама треба да се досадува? Така е, да. Но сега да не ја вознемируваме уште од првиот ден. Нека се види со семејството, потоа ќе направиме што е потребно, јас така мислам. Така е. Добро. Ајде се лесно нека ти е. И тебе, бате. Ќе се видиме. Пријатно. Во ред, господјо Ѓулен. Да видиме дали има некоја ветеринарска работа за тебе. Ало, срце? Душо, каде си? Одиме на масажа со суде. Двете сами сте? Да, зошто? Мислев дека ќе бидеш со сестра ти. Остана дома, не сакаше да дојде. Добро, мила. Во ред. Ќе разговараме подоцна. Тогаш продолжете вие, да не ве задржувам. Добро, Душо. Ќе ти се јавам кога ќе се вратиме. Добро, ќе се чуеме. Хулја, Молам, господин Кан. јас излегувам. Ако ме побара некој, запиши. И во меѓувреме, ако има нешто важно, мобилниот ми е достапен. Попладне има ли закажа на некој состанок? Не, господине. Добро. Ако е така, јас излегувам. Довидување. Сега оваа девојка сериозно мисли да се пресели кај вас? Така изгледа. Забележа ли колку беше блиска со момците вчера? Да. А јас воопшто не предпоставував дека ќе се разбера. Како што може да се забележи и премногу се разбираат. Јас не мислам дека е толку добра колку што се прикажува. Да ти кажам право, воопшто не ми се допадна што веднаш измисли причина и се пресели кај вас. Да. Мислам дека треба да бидеме внимателни. Нема потреба до толку да правиш теории за заговор, суде.
Ај мислам дека нема потреба од страф. Нема да може Ѓулен во Истанбул, не грижи се. Особено нашата средина е непозната за неа, не ќе може да се адаптира. Таа е навикната да шета по ридови. Мислам дека наскоро ќе се оди. И за Атакан не плаши се. Не верувам дека ќе се заинтересира. Па, јас не се плашам единствено за Атакан. Не, Душо, уште тоа. Што ќе правиш после масажата? Ќе наминам кај Атакан. Сепак ти велам дека треба да внимаваме. И ти препорачувам и тебе. Говорам за ова. Ке можеме ли да ја продадеме? Госпоѓо Нихан, ова е еден многу редок примерок. И ние не сакавме да ја продадеме, ама за жал имаме итна потреба. Привремено, но итно. Па во тој случај не ја продавајте. Можеме вака да направиме ако сакате. Јас да го земам ова, ќе го чувам најмалку 6 месеци, потоа ако сакате да земете назад, ќе ви ја вратам за истата цена, може ли? Што можам да кажам? Не знам како да ви се заблагодарам, господине Халдун. Ве молам, после вашето долгогодишно пријателство кон мене, не вреди да се споменува, госпоѓа Нихан. Малку ли подршка сте ми дале, вие и госпоѓата Лема? Здраво, Душо. Нихан, Душо, колку убава случајност. Да, се една пријатна случајност. Добре дојдовте, госпоѓа Сена. Добро ве најдов, господине Халдун. Јас барам нешто за салонот, па дојдов да разгледам нешто. И ти што дојде да купиш овде? Јас ли? Пристигнаа порцелани за кои мислев дека ќе се допадна госпоѓа Нихан, па јас замолив да дојде да ги види. Да, се реков да наминам пред да тргнам на кај тебе. Па нели ова иста како вашата, мила? Да, ова вазна е иста како нивната и предлагам на госпоѓа Нихан да не ја пропушти. Здраво. Здраво. Како си? Добро сум, благодарам. Најверојатно дојде да ја видиш Ѓорке, но таа одамна излезе. Да. Ја нема, нели? Намерно не ја барав на мобилен. Сакав да ја изненадам. Ај, Боже. Добро, нема проблем. Ти каде одиш? Ми треба канта боја за собата. Ми кажа едно место, па тргнав натаму. Ајде влези, јас ќе те одведам. А и ќе поразговараме. Денес ќе ти бидам личен водич. Но да ни те задржувам. Не сакам да те заморувам. Не. Денес имам слободно време. Благодарение на тебе јас ќе се одморам. Ама јас сум многу гладен. Да каснеме прво нешто. Може, и мене ми одговара. Ајде влегувај. Значи ти навистина ќе ја бојасаш собата. Да, што има во тоа? Ништо, само се зачудив. А зошто се мачиш? Да викнеше некога. Еве, и ние имаме луѓе со кои работиме. Ако сакаш ќе ти пратам некој од нив. Воопшто нема потреба, благодарам. Мала е собата, нема многу работа. А и јас сакам сама да си ја вршам мојата работа. Еј, што правиш ти? Кој беше тоа? Новинар некој. Да станеме ли? Јас да си ги зивам боите да се вратам дома, Може.
Па не остана ништо зашто не сме разговарале, нели Нихан? Немој да мислиш за ситниците. Јас ќе ги средам. Ајде да видиме со среќа, нека е. Нека е со среќа. Да те прашам, порцеланот на Халдон го купуваме за свршувачката? Да, за свршувачка. Душо, кога веќе купуваш, купи ја и онаа вазна како твојата. Многу е убава, не ја пропуштајте, молам. Би ја пропуштила ли Сена? Со години трагам по таква вазна. Многу се плашев каан да не најде некоја никаква девојка, Нихан. Леле да знаеш колку сум среќна што одбра некоја како Ѓорке. Па и семејствата треба да се одговараат. Нели, мила? Секако. Треба да си одговараат. Ѓорке, Што правиш? Од каде излезе? отидовме да купиме боја за собата. Каан ме однесе. Ти благодарам, Каан. Си знамачи и ти, ќе се видиме. Нема на што, ќе се видиме. Да ги однесам овие внатре. Мислев дека си на работа. Отидов да се видам со едни луѓе. Бев во близина. А и на поминување навратив да видам дали е потребно нешто на Ѓулен. И нормално да се грижам за неа, нели, таа ти е сестра. Можеше да ми јавиш. Не знаев дека е потребно да барам дозвола за ова. А и не разбирам зошто правиш проблеми. За ништо не правам проблем, Душа. Сепак многу убав гест да и помагаш на сестра ми. Ама, ние се грижиме за Ѓулен. Немој напразно да ја занемаруваш работата. Договорено? А такан? Си ме барал? Се загрижив, Ѓулен, каде си? Бев излезена. Сум го заборавила дома телефонот. Сега видов. Извини. Не е проблем, Душа. Види, ако ти одговара, сакав утре да наминам до кај тебе. Имам нешто да ти дадам. Зошто да не одговара? Те чекам утре. Тогаш ќе се видиме утре во ред. Во ред, ајде, чао. Со кого ќе си се видел да видам? Еден другар. Ти од каде излезе? Ми изненади. Добре дојде. Добре најдов. Зошто нема глас од тебе? Реков како извршител да направам упат. И се уште ме должиш еден ручек ако се сеќаваш. Ај, господе, ај толку се обидов да заборавиш. Шега, Душо. При првата пригода ветувам. Но овие неколку дена сум многу уморен, нема да ми замериш во ред? Не знам. Треба да размислам. Ама може би ќе прифатам едно кафе како аванс. Кафе? Секако. Ако сакаш да се омажиш за овој човек, не се спротивставувај на девојката. Ако влегуваш во конфликт со девојката, биди сигурна дека ти ќе бидеш губитникот. Енгин, Здраво, Фиген. што направи? Се виде со Ѓулен? Ќе зборуваме. Мгм. Да одиме на ручек. Немам време да излезам на ручек. Извини. Бидејќи не чека стан што треба да се намести. Прва работа, потоа јадење. Ајде, доаѓај. Ајде, нема забошотување. Се договоривме. Да знаеш. Ајде. И, што рече ти? Се надевам дека не рече дека ја продаваме вазната. Секако, јас не знаев што да кажам. Господин Халдун
Да не се снајдеше, ќе се уништевме, мамо. Ако се надознаеше за тоа, ќе се посрамотевме. Не кажувај, мамо. Пред повеќе да се посрамотиме, да можевме да ја направиме и оваа свадба. Иде и тоа. Туку, ти кажа ли тебе Ѓоркем со кого го поминала денот Ѓулен? Не, со кого го поминала? Со Каан. Да, додека ние не бевме дома. Каан наминал да праша дали е нешто потребно на Ѓулен. И отишле заедно да земат боја. А потоа ручале во некој ресторан. Се интересира за белдазата. Што има чудно во тоа? Леле, колку си мирна, Нихан. Па размисли што ќе речат луѓето. Мамо, каков проблем имаш ти со Ѓулен, жити Господ? И таа е моја ќерка, а и твоја внука. Зошто се однесуваш како непријател кон девојчето? Ама, нисте како татко и. Што да правам, не е таа до мене. Кога и да ја погледнам, го гледам оне неранимајко во неа. Ја гледам својата младост, што тој ти ја уништи. И единствениот виновник за ова што го трпиме денес е тој. Не ти здодеа да го обвинуваш Енгин, мамо? Што да немам право, наместо да се шета по ридови планини поради неговите празни идеали, да прифатеше да работи во фирмата на татко ти, сега немаше да ја изгубиме фирмата и не ќе бевме принудени да се срамиме и да ги продаваме семејните работи од нашата куќа. Зошто не ми кажа дека требало да купуваш нешто за во твојата соба? И јас можев да ти помогнам, нели? И јас планирав сама да го средам тоа. На излегување се сретнавме со Каан. Сепак, може погрешно да се свати тоа што сестра ми излегува сама со него, не мислиш така? Се извинувам. Не помислив дека ќе се налутиш. Да знаев дека толку ќе се изнервираш, немаше воопшто да урам. Каан, мислејќи на мене, покажал учтивост, сакал да ти помогне. Зошто да се нервирам? Секако и ти имаш право. Во местата каде што живееш, сите се знаат меѓу себе. Може би нема да зборуваат, но овдешните правила не се исти како правилата на вашето село. Повелете, господица. Ајжен, ќе ми ги подадеш ли? Да ги погледнеме весниците, какви трачеви има денес. Поврзете ме брзо со господин Деврим. Кажете му Ѓоркем. Ете, уште ова ни требаше. Еве, ова е тоа што го нарекуваш нормално ти, Нихан. Дај да видам, дај ми. Дај. Господине Деврим, каков е овој срам? Пред да дозволите да се објави ова, можевте барем да се јавите да прашате. Таа ми е сестра, ме разбирате ли вие мене? Веднаш ќе ја поправите оваа грешка. Да, вистинска сестра. Беше надвор од градот, ама дојде. Чекам да ја поправите грешката. Во ред, пријатно. Ти се допадна тоа што го направи? А што сум направила? Ве има во сите вестници со Каан. Не си веќе во провинција, Керко. Сега ти си во една почитувана средина и научи се како да се однесуваш. Мамо, во ред. Да вистина се извинувам. Воопшто не помислив дека ќе биде така. Во ред е, Керко. Тоа е грешка на вестникот. Ѓоркем се јави, разговараше. Ќе ја поправат грешката. Немој да се обвинуваш. Дојди седни да појадуваш. За почеток доволно е да научиш како да се однесуваш. Дај ми го вестникот, те молам. Благодарам. Молам. Дали помина црна мачка меѓу славната двојка Каан Атала и Ѓоркем Дженкер? Што значи ова, Каан? Ај, бате. Бате? Кога излеговте, дозволи да ве уловат новинарите? Девојката само што дојде. Поминував од таму, имаше некои работи да заврши, па и помогнав. Што има лошо? Ете ти што има. Не гледаш ли? Сега оди објаснува им на луѓето ако немаш друга работа. Ама што има тука за објаснување? И таа девојка се смета дека е наше семејство. Нели е балдаза на Каан? Секако дека ќе ја помогне. Аман, тато, како е можно таа провинцијалка да не е семејство?
Тоа е посебен проблем. Таа девојка не е погодна за да се представи пред друштвото Еркут. Како и да е, ќе се врати назад кај таткој. Ќе биде корисно да не се гледа многу наоколу. Каан, веднаш да си е средил оваа грешка. Во ред, ќе поправи. Немој да претеруваш. Ајде, сине, да одиме на работа. Тука со празни зборови не можеме да го водиме бродот. Да си работиме ние. Ајде, ќе се видиме. На здравје, нека се видиме. Каде одиш пак ти? Уште не го доврши појадокот. Да и се јавам на Ѓоркем. Ако ја видела оваа вест, кој знае во каква состојба е? Ало, Суде? Ај, не прашувај, мила, ми попушти ја нервите. Секако разговарав. Ќе ја поправат грешката, не грижи се. Само ако не ја поправат, ќе ми ја срушам зградата врз глава. Ѓорке, ајде, Керко, тебе те чекаме. Каде се задржа? Ај, добро, доаѓам. Излегувам сега. Ќе се видиме подоцна. Ајде, пријатно. Керко, сигурно не сакаш да дојдеш? Да, мамо. Нели ти кажав, сакам побрзо да засобам. Остави ја на миро, девојката никан. Ете сака да остане дома. Потоа ќе купиме нешто и неиза. Јас сум подготвена, може да излеземе. Ајде, Султанке. Ајде, мила, нека ти е солесно. Нема многу да се заморуваш, И добро, вам мила? нека ви е лесно, мамо. Ајде, ќе се сега. видиме. Госпогице Ѓулен, имате посетител. Посетител ли? Да. Атакан! Добре дојде, Атакан. Добро те најдов. Гледам се работи, Ѓулен. Да. Како ти изгледа? Многу успешно, честитам. Гледам дека те бидувало и за молер. Малку ми оди од рака. Каде е мебелот? Го извадили? Имам само еден кревет. Останатото сигурно ќе го земеме едно по едно. Ако не, самата ќе си направам на некој начин. Што значи тоа? Сакаш да кажеш дека и столарството ти оди од рака? Следниот пат ќе те најдам како правиш плакара, а? Не правам, но нема подобар од мене во преобразување на мебел. Но губаво си сврла стрес со тоа. Знам. Понекогаш и мене кога ми ја здодевно одам во нашата работилница. Значи имаме една заедничка точка. Имаме. И што ќе ми дадеше, со нетрпение чекам од вчера. И јас направив едно мало истражување за тебе. Адреси што бараат ветеринар. Помислив заедно да одиме, но денеска си имала работа. Кога ќе имаш време, може да одиме ако Ти сакаш. благодарам многу, Атакан, што си помислил. Нема на што. Нема потреба да се одложува, ајде веднаш да Ама одиме. зидот? Ама тоа не бега. Ти дај ми 5-10 минути, да се пресоблечам и доаѓам. За мене е поважно да најдам работа. Не брзај. Те чекам во салонот, ајде. Добро, во ред. Ова фотографија е направена кога Ѓулен тргна на школа. Ѓорке многу плачеше, сакаше и таа да оди. Тешко ја наговоривме да се раздели од сестри. Ѓулен многу ја сака оваа фотографија. Енгин, многу убаво испадна нејзината соба. Се надевам ќе и се допадне. А ако не дојде овде никогаш? Ќе дојде. Ако не за друго, да си ги земе алиштата, Енгин. Мислам дека ќе дојде и поскоро отколку што мислиш ти. Тогаш ќе разговарате. Каан, Каде се изгуби ти, Атакан? Те нема во канцеларија. што има некоја итна работа? Не, сакав да разговараме. Нешто во врска со состанокот утре. А не си оставил ни порака. Се загрижив, каде си? Ја чекам Ѓулен. Заедно ќе одиме да бараме работа. Те барав, но беше недостапен. Што е, зашто ќе разговараме? Добро.
Не е толку важно. Ќе разговараме кога ќе се вратиш. Ајде со лесно нека ви. Здраво, бате. Го попара фатака, но излегол. Рече дека е многу зафатен, но кога веќе си тука, да те прашам дали да го чекам или не. Ќе барале работа за Ѓулен. Затоа не знае кога ќе се врати. Работа ли? Каква работа? Како ветеринар сигурно. Убаво би било да поразговараме, ама имам работа, за жал. Немам време за губење, малечка. Ќе се видиме, ајде, чао. Ѓулен, забележав дека воопшто не го вадиш ланчето. Нели од оние кои што се разделуваат? Тогаш другиот дел го носи некој друг, така е? Од тие. Се уште се гледаш со собственикот? Нема ли да представува проблем што дојде во Истанбул? Напротив. Кај да е, секој момент сме заедно. И тој значи живее овде. Да. Сигурно многу го сакаш. Кога го спомнуваш ти Светка точињата. Многу го сакам, да. Тогаш зошто се уште не запозна? И така го познаваш? Другиот дел на синџирчето е кај Ѓорѓе. Навистина? Да. Кога бевме деца и го направив кога се разделивме. Од тој ден не сум го извадила. И јас пак помислив. Помисли дека имам момче. Сите така мислат. Дојдовме ете. Ова е првото место. Сакаш и јас да дојдам? Мислам дека ќе биде подобро да одам сама. Благодарам. Држи ми среќа. Ти држам среќа. Ќе се видиме. Лези. А Ирлија работа, тато? Да не ти пречам? Како може, Керко? Ти ли да ми пречиш? Седни, ајде. Не, ќе одам. Наминав кај Атакан, ќе му дадев нешто, но не го најдов. Додека сум тука, реков да те видам. Добро си направила. Колку добар газда си ти, тато? Додека твоите вработени шетаат надвор во работното време, ти тука постојано работиш. Тука сите ли се така слободни или само Атакан има протекција? На кого си видела до сега да му правам протекција во врска со работата, Но во моментот шетал за да и најде работа на Ѓулен. Ја има завршено работата, затоа излегол. Атакан е вредно момче. Секогаш многу добро знае што прави. Ти не мисли за овде, добро? Јас многу добро раководам. Сепак велам да внимаваш на твоите вработени. Ајде, јас си одам. Вечер ќе се видиме. Пријатно, тато. Пријатно, мила. Нели е доволно ова? Да одиме веќе дома. Пушти го моето дете на мира, Нихан. Нека си земе што сака. Мајка ми има право. Повторно претеравме многу работи и знакупивме леман Ти султан. не му да слушаш, мајка ти, принцезо моја. Да си земеш што сакаш. Само ти да ми бидеш среќна. Молам. Во ред, доаѓам. Каде одиш? Суде, одела во салонот на Джемал, ме викна. Каде? Нашиот фризер, мамо. Многу беше нервозна, да одам да видам што било. Добра. Оди ти, ајде, остави ни ги торбите нам. Дај. Ајде, ве бакнувам. Дај ми го пушти. тоа. Во ред, во ред. Изгледа не помина добро разговорот. Не помина. Што се случи? Повеќе бараат искуство со домашни миленичиња. Моето искуство не влегувало во доменот на нивниот интерес. Не грижи се. Во списокот има уште многу места. Ајде да не губиме време. Влези.
Што може да се каже на ова Ѓорѓе? Нели не ќе можеше да се приспособи? Нели ќе си одеше? Таа нема никаква намера да си оди. Вчера шетала со Каан, денеска со Атакан. Воопшто не губи време. Ти кажувам, потоа ми се лутиш, а? Зошто напразно дигаш паника, суде? Овие нашиве заради мене сакаат да се најдат на Ѓулен, не за друго. Воопшто не мислам дека е толку едноставно. Извини, но јас нема да бидам мирна додека не си оди. Ај, не грижи се. Иако не си оди денес, утре ќе најде некоја работа. Од крави и кучиња нема да има време да шета наоколу, не грижи се. Уживај, девојка. Ова беше последното место, нели? Не грижи се, Ѓулен. Ќе направиме друг список. Што ќе смени? Скоро сите го кажуваат истото. Не може ли некој време да работиш нешто друго? Например, некоја работа од област каде што ќе можеме да помогнеме. Во овој случај немам друг избор освен да најдам некоја привремена работа. Ќе мора побрзо да се снајдам некако. Сигурен сум дека ќе успееш. Сакаш да те оставам дома? Не дома, но ако не ти е тешко, може ли да ме одведеш на едно друго место? Секако нема проблем. Ингин, повели душо. Ти си измори. Одмори се. Не се изморив. Не ми беше тешко. Камо и Ѓулен да беше овде. Ке дојдат денови кога ќе биде. Не грижи се. Ке ни прости, ке видиш. Добро што ти имам. Ѓулен? Ѓулен? Добре дојде, Керко. Дојдов само да си ги земам малиштата. Јас ке ве оставам насамо. Нема потреба да одиш. Ќе си ги земам работите и ќе си одам. Каде ми се работите? Во твојата соба. Јас не сакам да имам соба овде. Керко, Тато, те молам, ќе ме оставиш ли сама? барем еднаш послушај ме, Керко, барем еднаш. Мислиш дека не сакав да ти кажам? Но чекав некој пригодно време. Кога ќе беше тоа време, тато? Дента кога ќе се оженеше и ќе ја доведеше фиген? Имаш право. Задоснив. Ти се извинувам за тоа. Се плашев да не те повредам, да не ти изгубам. Не сакав ваква реакција. Вака реагирав зашто ми излажа, не зашто се жениш. Во мојот живот ти беше единствената тврдина. Каде да се подпрам сега? Се уште не разбираш колку ме разочара. Кому да му верувам сега, а? Во кога да имам доверба, кажи ми. Немаш одговор, нели? Секако дека ќе прифатев да се ожениш. Но ова што го направи, никогаш нема да го прифатам. Здраво, чичко Еркут. Здраво, Атакан. Здраво. Доаѓаш на време. Со татко ми разговараме за работата. А, така ли? Пред да почнеме, може ли да прашам нешто, чичко Еркут? Секако, сине. Бараш ли уште перспективен асистент за одделот за дизајн? Секако дека барам. Се уште не најдовме некој што ќе го постави на местото на Ајлин. Ајлин наскоро ќе оди на породилно боледување. Во тој случај, јас ти најдов одличен кандидат. Не бара искуство, но можам да ти гарантирам дека во најкус рок ќе постигне се. Кој е тој што го фалиш толку? Ѓулен. Ѓулен? Да. Паравме работа како ветеринар, ама не најдовме. Итно е потребна работа. Јас, со ваша дозвола, помислев дека нема подобар од неа. Многу добро си помислил. Нели? Нека биде така. Да не остане девојката без работа. Ти што велиш за ова, тата? Ако велите дека ќе успее, нека биде така. Да и се јавиме да и кажеме тогаш. Молам, Се слуша дека некој барал работа, па ние му најдовме работа. на вистина ли?
Многу се израдував. Каква работа? Се бара асистент за одделот за дизајн. Те чекаат утре. Ќе ти ја дадам адресата. Аха, почекај една минута. Поздрав на сите. Добре дојде, Керко. Добре дете, принцеса на баба. Што е било на суде? Господицата Ѓулен денеска е излудила. А што направила повторно? Заедно со Атакан отишла да бара работа. Се знае за Атакан и суде, ќе се земат. И што се случило? Како така зборуваш за сестра ти? Кажува што се случило. А како се однесува Ѓулен? Нели, уште вчера ја опоменавме да се однесува како што и прилега. Иста како таткој. Не се распира од збор. Ајде да речеме, со Каан излезе од тие зет. А што е со Атакан, мамо? А што да прави? Таа немам пријатели овде. Ти малку да се интересираше за сестра ти, сигурно и таа немаше да очекува помош од други. Таа нека се однесува непромислено, ти обвинувај мене, аман колку убаво, мамо. Енгин, доаѓав да те видам. Разговаравте? Да, разговаравме. Рече дека нема да ми прости. Никогаш не ќе се вратил. Енгин, ја напрегаш и неа и самиот себе си. Ова не е работа што ќе се среди веднаш. Ме обвинува дека сум ја излажал. Затоа е лута. Има право. Што можам да речем? Ти не ја излажа. И таа е свесна за тоа. Во суштина, таа не може да прифати да те дели со некого. И тоа е многу нормално. Ако сакаш и јас ќе разговарам со неа. Може би ќе успеам да ја објаснам дека немам намера да влезам меѓу вас. Не. Тоа повеќе ќе ја отежни ситуацијата. Јас ќе средам. Оред? Знам дека ќе средиш. Ајде. И како помина таму на тие разговори? Не беше најдобро. Малку тешко поминува ветеринарска работа овде. Зошто? Едни рекоа дека моето образование е премногу за нив. Дека барале повеќе некој како помошник. Така нешто. За други пак не беше доволно моето искуство. Односно не ја погодивме средината. Не се јадосуваш поради ова, нели? Добрата вест ја оставив за крај. Не најдов работа како ветеринарка. Ама, но мислам дека ќе бидам асистент во одделот за дизајн во една фирма. Утре одам на разговор. Држи ми среќа, мамо. Ѓулен, не разбирам зошто брзаш. Не мора веднаш да почнеш да работиш некаде, дури не мораш воопшто да работиш. Не мислиш дека ни представуваш товар, нели, Керко? Секако дека не. Но јас не можам да седам без работа, мамо. Не можам да седам дома, ме знаеш. А и многу ме интересира какво место е. Имаш право, суде. Не треба да се оставаат сами овие. Добро, тогаш утре ќе одиме во фирмата и ќе им приредим изненадување и на Каан и на Атакан. Ќе се видиме, мила. Чао. Не можам да им верувам на очите, Ѓоргем, си поранила денеска, на добро да е. Ќе одам во фирмата да го изненадам Каан малку. И нема ли да појадуваш, Душо? И суде ќе дојде таму. Потоа ќе седнеме некаде. Не сум навикната да јадам во ова време, знаеш. Добро, тогаш поздрави го. Ќе го поздравам. Чудно, ја нема Ѓулен. Како тоа уште не се разбудила? Зар спие таа досега? Рано излезе, ќе одеше на разговор за работа. Вистина, ова е добра вест. Нема да има потреба оние нашите да изигруваат негователка. Ајде, мамо, ќе се видиме, чао. Бај. Бај. Ѓулен? Што барате вие тука? Добре дојде во нашата фирма. Вашата фирма? Ми средивте работа во вашата фирма. Зошто не ми го кажавте ова на телефон? Помисливме дека нема да дојдеш на разговор. Имате право.
Да знаев немаше да дојдам, а и сега нема да останам. Разбирам дека сакате да ми помогнете, ама одговорот е не. Ѓулен, Пријатно. Ѓулен, почекај, Ѓулен, чекај, почекај, те застани. молам, почекај. Прво слушни не. Ама тврдорев си била ти. Чекај да видиме каде ќе одиш без да слушнеш. Вчера на Атакан му нагласив дека не сакам помош. Немам потреба од сожалување. Изгледа дека погрешно ме разбирате. Ова не е сожалување. Не зборувај така. Ние имаме потреба од способен и доверлив човек. А тебе ти треба работа? Сигурно не е некоја позиција за која во нормални услови ќе примите некој неискусен. Не. Ние баравме кандидат без искуство, кого ќе го обучиме, а ти имаш квалификации повеќе од што треба. Во ред. Вака да се договориме. Ке работиш пробно една недела. Ако не успеш, ке си одиш. А ако успеш, ке седнеме и ке се договориме за твојата плата. Нема сожалување, нема милост. Ни за пошатување зашто се познаваме. Се договоривме? Се договоривме. Со среќа нека е. Само ако е толку тешко да се прими оваа на работа, замисли како ќе биде ако сакаме да избркаме. Ајде да ти покажам каде ќе работиш. Повели? Повелете, ова е нашата сала за состаноци. И како ти се допадна? Многу ми се допадна. Вашето работно место, но се уште не се знае моето работно место. Гледаш, нели, се уште се сомнева. Како да ја убедиме дека не е тука со врски, а? Не грижи се. Кога ќе види работата овде, веднаш ќе се убеди. Не и се. Ѓулен, ти почекај малку тука, а ние да одиме кај главниот газда. По кратко време и тебе ќе те викнеме во ред. Во ред чекам. Ајде. Ѓулен? Што бараш ти овде во ова време? Здраво. Ќе почнам да работам овде. Браво! Гледам многу си брза. Го претера веќе. Молам? Гледај ваму, мала господице. Кај мене не поминува такво изигрување невина провинцијалка. Јас сум свесна за твојата намера. Но многу се лажеш ако мислиш дека ќе ти дозволам да излезеш од овде, земајки го тоа што го сакаш. Навистина не разбирам што ти е маката. Но што и да е, не може вака да разговараш со мене. Уште еднаш. Ако те видам околу Атакан, ќе се однесам многу полошо. Така да знаеш. Немој многу да ме нервираш. Не разбра? Ѓулен? Што е со тебе? Погјаволите. Ѓулен, што ти се случи, кажи ми. Ништо, Кан. Јас си одам. Добро, но што се случи? Ајде. Смири се малку. Никаде нема да те пуштам пред да кажеш што се случи. Кан?